Јас лично мислам дека нашето општество треба да размислува на тие теми, особено за децата до 14-та, 15-та, 16-та годишна. Да размислува за ограничување? Да размислува за ограничување, заради тоа што дефинитивно има неверојатни проблеми кои што се одразуваат кај младата популација. Културата за користење на телефоните, на таблетите, на времето поминато, колку децата го користат за одмор, за рекреација, за учење тоа време, до колку седат во доцните вечерни часови на одредени социјални мрежи, каква е контролата на родителите и на општеството кон она што се случува со децата. Секој ден мислам дека по 4 часа на ден. Најчесто е за социјални медиуми или работа. Само заради тоа. Во некои ситуации создава зависност, па затоа самата личност треба да си направи свој ред. Ако не може, тогаш лошо е. Ама ако може, многу голем бенефит е тоа. Најчесто за едукација и за комуникација. Пријатели, фамилија, се, пошто ние еве од страна мора да комуницираме со нашите дома. Се занесуваме, ќе го земеш телефонот и си поминал 1-2 сати сигурно. Главно кога се работи за предучилишна возраст, најопфатен е развојот, пошто во оваа ситуација децата се уште во состојба на развој, развојните стадиуми не им се постигнати. Многу често кај нас и во пракса гледаме доцнење во развојот, за кое што доста влијание тврдат истражувањата дека се од таа преголема екранизација и поминување време на екрани. Секако е подобро ако можат возрастните, семејствата и образовниот систем и луѓето кои што се вклучени во воспитувањето на децата, ако можат да дадат некоја функционална замена или некои активности кои што ќе го пополнат времето, кои што ќе бидат корисни за самите деца и општо корисни, тоа ќе биде многу подобро.